Здраво и добре дојдовте во втората епизода на Your Financial Coach Book Club. Во оваа епизода ќе зборуваме за втората книга која што ќе обработуваме овој месец, а тоа е Тајните на милионерскиот ум. Баш ми е драго што денеска сме во полн состав, спремни за дискусија, сериозни или помалку сериозни, ќе видиме како ќе ни однесе дискусијата. И се надевам дека ќе го фатиме, не се надам, сигурно сум дека ќе се потрудиме да ги фатиме клучните поенти што сакаме да си ги извлечеме од книгава, и да дојдеме до еден прекрасен разговор и едноставно самата дискусија нека не води нели кроз муабетот. Морам да се надоврзам дека оваа книга е една од омилените книги која што ја имам прочитано за финансии, бидејќи некако многу ми се поврзува со психологија и со начинот на размислување, односно како начинот на размислување ни помага да станеме богати или да останеме сиромашни. Затоа ми е многу мило што меѓу првите книги ќе дискутираме истава книга. Сега тука се споменува на почетокот еден термин кој што се вика финансиски нацрт. Па дали би сакала малце повеќе да навлезеш околу овој термин, да го подобјасниш малце по-детално, за да се разбере нели суштината на истиот? Да. Јас пред да навлезам во финансискиот нацрт, би сакала да навлезам во корицата на книгата. Никако кажав и на претходната ваква епизода, дека сакам и освен не дека ги осудувам книгите, ги судам според нивната корица, туку ми се допаѓаат корица кои што се самите по себе специфични. Тука што ми се допаѓа е вака да покажам, мислам дека вака ќе се види убаво кон самата камера, дека прикажан е тука, ајде која ќе ставиме по вака сликичка од книгата да се види. Се ние ќе се ја гледаме тука меѓу себе. На самата книга е прикажана човековата глава или ум, ајде да кажеме, и каде што внатре се исполнети, се напишани всушност безброј зборови, кои што кога ќе видиш книгата те тера да ја купиш и да ја прочиташ, заради тоа што има например ќе прочитам иновативност, визија, креативен, организираност, гениалец, знаење, теорија, инспирација и така натака. Меѓутоа, освен тоа, многу ми се допаѓа со ова и би сакала да ја почнеме нашава дискусија, а тоа е, ако сакате да се збогатите, размислувајте како богатите. Така да, тоа оставам понатака да го издискутираме. Јас малце избрзав со не е моите страшно. термини, ама тоа се случува некогаш прибрзо се донесуваат одлуки. Ништо страшно, па секако ќе дојдеме до тоа. Ајде, Марија, ти кажи ни за финансискиот нацрт повеќе. Па, ајде, јас и Дани се Мислам дека не сме дека досадни и дека многу би било поинтересно да почнеме од новиот член на нашиот бук клуб. Така. Ја бе позади камерите, ама сега еве малце и јас да ве подружам. Да, рековме дека секој епизода ќе имаме некој што ќе дискутираме, нели целта е да некој со нас да чита, да дискутира, така да ги обожава книгите, иначе не го прифаќаме. Целта е да се зголеми нашето друштво, односно да се зголеми клубот на читатели. На библиофили. Вака, во првиот дел ќе зборуваме повеќе однака за финансискиот нацрт. Во него поише фатено како надворешно, така и на внатрешен начин. Односно, надворешно може да биде инвестирање, може да биде вложување на пари и слично, меѓутоа внатрешното поише мислам дека значи од причина што например тоа искуство ти што го имаш во тебе, само ти можеш да се збогатуваш се повеќе и повеќе, као не знам, одредена струка да ја работиш, да кажеме да си оптичар, сега ти се поише и поише се усовршуваш. Така е, мислам дека во многу работи така се функционира, меѓутоа од таа причина и мислам дека внатрешното е многу побитно отколку надворешното што е битно. Значи тука би сакала да кажеш дека всушност финансискиот нацрт е како скица, како за куќата што архитектот ни дава некоја скица и викаме
ни се допаѓа, не ни се допаѓа, ова би промениле или ова не би промениле, би додале. Финансискиот нацрт е како скица за тоа што ние го перцепираме и го имаме како некоја си програма компјутерот што има за нашите перцепции, за нашиот став кон парите. Јас тука би сакала исто да се надоврзам, кога веќе го спомнавте нели внатришниот дел за финансискиот нацрт. Можеме да кажеме дека има позитивен, нели, финансиски нацрт кој што не носи до одреден успех. Има негативен кој што ни помага да немаме успех. Сега ова не е баш толку вкусно да се слушне, меѓутоа тоа е вистината. Сега, како оние кои што се незадоволни од нивниот неуспех или од тоа што не успеале да постигнат успех, да се променат и да го подобрат нивниот финансиски нацрт, односно нивниот мајндсет, начин на размислување. Тоа значи дека ние се наоѓаме во одредена точка со начинот на размислување, да ја земеме произволно точката А и сега, доколку сакаме да дојдеме до точката Б, односно да стигнеме до моментот да бидеме поуспешни во нашиот финансиски нацрт или во нашиот мајндсет, ние треба целосно да ја напуштиме точката А. Тоа би значило дека ние целосно мораме да ги напуштиме нашите стари навики, нашиот стар начин на размислување, па дури и нашите перцепции спрема околината. Не е тоа само поврзано со парите, тоа е поврзано и со начинот на кој што ние размислуваме, учиме, ги апсорбираме информациите од околината, па и како ги применуваме понатаму. Да, како те слушаш, толку убаво го почна да го раскажуваш, што едноставно се внесов во тоа колку убаво тргна да објаснуваш. Па да, баш и прес како дискутиравме нели за епизодава, ти кажа дека едно од работите што ти останала во голем впечаток од книгата е тоа дека вашите приходи растат оноко како што и вие растете. Тоа многу и мене искрено многу ми се допадна во книгава што е потенцирано, заради тоа што со самото тоа уверување или перцепција, ако ние веруваме во тоа, ние ќе растеме и ќе учиме нови работи, ќе се стекнуваме со нови вештини, постојано ќе се градиме себе си, со тоа ќе станеме поконкурентни на пазарот на труд и воопшто. Тоа ќе ни отвори нови можности, со тоа што ќе имаме нови информации и едноставно е некако и логично и природно да нас ни растат и приходите заради тоа што ќе имаме повеќе опции едноставно. Апсолутно, затоа што со самото тоа што ние работиме самите на себе, ние на некој начин добиваме поголема вредност. Меѓутоа не сакам сега да се разберам, односно да бидам лошо разбрана, да биде дека луѓето нели се купуваат со пари или они имаат парична вредност, не. Вредност е мислам во однос на начин на размислување, информации кои што ги имаме или знаење, образование кое што ние можеме да го имплементираме за понатака да можеме да дојдеме до повисок профит. Да, мислам дека многу значи во кој правец ќе се насочиш, онака колку ти ќе се потрудиш самата да се искачиш од ниво погоре, не да стоиш каде што сме обично навикнати, туку да излезеш, што би се рекло, малце на повисоко ниво. Од комфорт зоната. Да. Сакаше да кажеш да ти помогнам. Добро ме познаваш. Па да, и само има еден исто термин што исто ми се допадна од книгата, тоа е финансиски термостат. Вика, милиардерите не можат да бидат милионери. Сега многу мина ќе речат, ама како? Така, што ви рекле така шарено. Така што кога човек ќе си ги постави како буквално границите, ајде да речам, нема граници, тоа дефинитивно, меѓутоа ако се стави како обичен термостат, ако се стави во умот, ајде ќе земам со конкретен пример, секогаш сакам поконкретно да зборувам, ако се стави дека, пример, месечна заработувачка, или во македонско, во наше општество, сака да му биде, пример, да речеме, 50.000 денари. Така тоа му е во моментов идеална месечна заработувачка. Никога тогаш, туку во скоро време, тој ќе дојде до таа месечна заработувачка. Зошто? Заради тоа што ќе се надоградува, ќе учи, или како што и претходно го издискутиравме тоа, и ќе дојде до таа сума. Што би рекле, коцките ќе му се наредат. Меѓутоа, нема да добие повеќе. Ако се ограничи само на тоа, толку, чашата до тука ќе ја наполнам,
Сега тука него му е наместен тој финансиски термостат, што Харф, писателот во книгата, сака тоа да не го долови. Вика, искористувајте го вашиот максимум. Значи, ако во ред, поставувајте си цело време термостат. 50.000 во ред сте го достигнале, тој ваш моментален потенцијален финансиски потенцијал. Меѓутоа, ајде сега постојано преместувајте го термостатот, после ставете 70.000, па и така натака. Сакам да кажам дека во светот, во економијата има постојано се печатат нови емисии на пари. Постојано има премногу пари во светот за да никој само да се ограничи на одредена бројка, да не си го користи својот потенцијал. Многу ми се допадна ова како го кажа и тука би се надоврзала кога го објаснуваше пластично моментот со чашата, нели, со до тука па до тука. Јас би кажала и би дала предлог дека е многу попаметно да се поставуваат пократкорочни цели за да се прават баш на baby steps или бебешки чекори кои што ќе надонесат до одредена цел, бидејќи мозокот е многу интересен. Тој не сака многу големи излегување од комфорт зоната, тој сака постепено да се случуваат промени. Зошто? Бидејќи мозокот нас ни е даден за преживување, а не за да измислуваме топла вода. Сега што сакам да кажам со себе ова што го isфилозофирав, да бидам поконкретна. Ние целите што ги поставуваме не треба да бидат да очекуваме нешто големо преку ноќ, не знам, јас ќе купам јахта преку ноќ. Не, јас ќе имам 1000 денари, 2000 денари плюс за една недела. И тоа е многу пореалистична цел и цел од која што јас не би се откажала толку лесно, бидејќи многу е полесно нашиот мозок да ги израционализира работите што му се поблиску, што се полесно достапни и работите за кои што не треба премногу труд да се вложува. Чакаш да кажеш дека постепено сакаш да стигнеш до јахтата. Па и тоа е начин. Да, дефинитивно и знаеш, односно знаете, сега сме повеќе во дискусијава. Многу луѓе викаат парите се проблем. Зошто? Односно, не само парите, туку недостатокот на пари. А кога ќе размислиме малку подлабоко, односно од кога ќе ја прочитаме книгата и кога ќе дојдеме до некои сознанија, би рекле дека парите се само последица на тоа што го живееме и го правиме на некој начин. Така да мене тоа ми беше искрено многу интересен факт, кој што ако малку човек повеќе го изанализира, ќе свати дека навистина е така. Па да, бидејќи ние живееме во свет каде што све функционира со причинско-последична врска. Тоа пластично би звучало вака: ако јадам константно брза храна, последицата е дека ќе се поправам. Доколку константно вежбам и внимавам на она што го внесувам, јас ќе изгледам по-фит, ќе изгледам по здраво. Доколку внимавам каде ги трошам парите, ќе имам повеќе пари за себе. Доколку не внимавам, доколку не штедам, доколку не се трудам да обрнам внимание на тоа, ќе ги трошам сите пари во текот на месецот нели што ги заработувам. Така што да, парите се последица на нашето однесување со нив. Тоа значи дека све зависи од нас како ќе постапуваме спрема дали спрема финансиите или еве према здравиот начин на живење и вежбањето, се тоа пак зависи од нас, како ние ќе се поставиме. Па да, бидејќи начинот на кој што ние живееме не е ништо друго туку наш избор. И мене многу ми се свиѓа реченицава, не се сеќавам во која книга имам прочитано, меѓутоа морам да ја спомнам тука. Ние луѓето сме единствениот вид на планетата Земја кој што има можност да одлучува. Ние имаме можност да одлучиме каде ќе живееме, со кого ќе живееме, во каква куќа ќе живееме, дали ќе имаме домашни миленици, што ќе работиме, која ќе биде нашата професија, дали ќе имаме фамилија, каква фамилија ќе имаме. Сите тие се наши одлуки. Јас не познавам друг тип на вид на планетава кој што има право да одбира. Заради тоа што тигарот се родил, да речеме, во Африка и тој нема право да одбира каде ќе живее, он живе. Он не дека нема право, нема можност да одбира, бидејќи неговиот ментален капацитет е толку. Меѓутоа, ти каде да се родиш на светов, можеш да одбереш каде ќе живееш, како ќе живееш, на кој начин ќе живееш, па исто и со финансиите, мислам дека е така, бидејќи ти имаш избор
дали ќе се посветиш да имаш повеќе финансии или нели ќе останеш на тоа ниво на кое што веќе се наоѓаш? Па тоа е всушност клучната разлика од богатите и сиромашните. Самата книга вели не дека писателот што сака да потенцира е дека вика не дека сиромашните се помалку паметни, туку вика имаат само полоши финансиски, односно парични навики. Тоа ги разликува и ако треба, ова веќе што навлеговме во таа дискусија да што преска нели ми го постави тоа прашање Дани за финансискиот нацрт. Ако треба финансискиот нацрт да го ставиме во една равенка, би бил на следниот начин дека мислите водат кон чувствата, чувствата водат кон действувањата, а действувањата, односно нашата акција, она што презимаме, кон резултати. Тука е моментот на избор, тука е моментот на кон што ќе насочиме нашата енергија и тука е моментот на богат и сиромашен. Сега, знам дека многумина ќе им спречи да го слуша терминот сиромашен, веројатно заради тоа што ќе се поистоветуваат со тој мајндсет, затоа тука можеби е добро и да пренесеме дека поентата што самиот автор ја пренесува дека ние го зборуваме за мајндсетот, не зборуваме кој колку моментално има во својот џеб, на својата трансакцијска сметка и севкупно, туку навиките, мајндсетот, финансискиот паричен нацрт што го имаат богатите, од друга страна, ако ги споредиме со сиромашните. Што е тоа? Затоа вика тајните на милионерскиот ум. Што е тоа што богатите веќе го прават? Ајде и ние, авторот вика, ајде, затоа што и самиот Харв во книгата кажува дека и тој почнал од нула. Буквално немал ништо. Само тој што ги наблюдувал богатите како прават, следејќи ги нивните чекори, успел да дојде до тоа ниво каде што е денес. Меѓутоа, тоа е добро доколку се исповетуваат, бидејќи за да можам јас да променам нешто кај себе, прво морам да знам дека тоа не е правилно. За да можам јас да станам подобра верзија од себе од било кој аспект, јас морам да прифатам дека нешто правам погрешно. Кога некого ќе наречеш сиромашен, без разлика дали се однесува на личност или на мајндсет, тоа не е навреда. Сиромашен според мене е состојба. И таа состојба е променлива. А јас за да можам да променам состојбата, прво морам да ја прифатам состојбата. Ќе направам компарација со човек кој што има поголем повисок број на килограми или вишок килограми. Јас за да можам да почнам со процесот на слабење или на градење тело, јас прво морам да прифатам дека за мене моето тело моментално не изгледа добро. И тоа сепак е нели субјективна перцепција. Да прифатиш таа состојба, да сакаш да ја прифатиш за да можеш да продолжиш. Да, бидејќи самиот термин состојба кажува дека е нешто што е променливо. Не е фиксно, состојбата не е фиксна. Да, што може да се промени. Точно, состојбата не е фиксна и таа може да се промени. И поради тоа сакам да нагласам дека сиромашен не е навредлив збор или не е термин од кој што луѓето би требало да се срамат или да се навредуваат, туку е состојба која што они може да ја променат, а може да ја променат само доколку ја прифатат. Буквално така и тука сакам да додадам дека за ова што се дискутираше, истото како што е ако се гледам на огледало и гледам дека имам плюс 15-20 килограми, сакам да ги намалам, да ја прифатам состојбата. Исто треба да биде со парите. Отварам трансакцијска сметка и гледам бројка што мене во моментот не ми е доволна. Така, гледам дека буквално крпам крај со крај, што веќе нели крпен живот го зборувавме. Ајде, така, милион безброј можности за 21-виот век. Значи, никогаш порано сметам дека луѓето немале толку опции, можности како денеска. Со самото тоа што си го барав телефонот тука, со самото тоа што на нашите паметни телефони имаме интернет пристап до светот, имаме премногу опции за да речеме дека не можеме нашата финансиска состојба да ја подобриме. Мислам дека живееме во време каде што сме преопкружени со информации, буквално можеш да научиш било што, значи можеш да научиш за било која тема, за било каков интерес да имаш дури од најдобрите универзитети. Има онлайн курсеви кои што се на тематики што тебе лично те интересираат.
така што сметам дека сега моментално сме баш во свет каде што е невозможно да бидеш успешен доколку си амбициозен. Инаку сакам да се надополнам во однос на перцепцијата. Многу често го се слуша терминот чашата дали е полупразна или е полуполна. Јас тука сметам дека тоа е наша лична перцепција на тоа дали сме ние песимисти или оптимисти. Песимистот секогаш ќе каже дека чашата е полупразна, а оптимистот секогаш ќе каже дека чашата е дека е полуполна. Па да, пак доаѓаме до перцепцијата. Дефинитивно пак доаѓаме до она како ние го доживуваме светот и тоа би рекла дека е прашање со прашање да одговориме. Тоа би рекла дека е одговорот на прашањето зошто богатите се богати, а сиромашните се сиромашни. Затоа што едноставно тоа е. Финансискиот нацрт, како го имаме, како си ги имаме направено, си ги имаме, го гледаме светот, какви ни се мислите, едноставно, така ќе ја гледаме ние чашата. Сакаш да кажеш дека треба или позитивно или негативно ќе размислуваме во однос себе на финансиите, или позитивно ќе размислуваме како да го промениме тоа, или негативно ќе кажеме чекај, толку можам и тука застанувам. Дефинитивно е така, бидејќи ако тргнеме од позиција на јас толку можам, јас никаде нема да стигнам. Затоа што ние тоа е самите негативното мислење во овој случај. Да, ние самите го дефинираме нашиот максимум. Јас одлучувам за себе до каде ќе одам. Јас одлучувам за себе колку ќе се образувам. Јас одлучувам за себе до која позиција ќе стигнам, да речеме, во одредена фирма. Јас одлучувам дали ќе почнам собствен бизнис. Јас одлучувам дали ќе се вратам, да речеме, ајде од работа и ќе одам на фитнес или ќе седам дома ќе гледам серија или ќе гледам 2 сати некој курс кој што е во областа во која што јас работам и можам да се надоградувам. Пак доаѓаме до моментот на изборите. Сега во однос на перцепцијата, па би кажала дека тоа може и да е некоја искривена перцепција што имаат луѓето за себе, толку можам. Позадината секогаш може да биде различна. Не би навлегувала затоа што е стварно многу индивидуална тема и не би сакала да зборувам баш на празно, да нафрлам само терминологија кои што можеби и не се баш соодветни, бидејќи тоа е сепак нели нешто што е индивидуално за секој човек, а причини има многу. Ви се верува ли дека многу луѓе не сакаат да бидат богати? Или мислат дека сакаат, не знаат како? Не дека не знаат буквално баш како, туку се плашат. Правени се многу истражувања каде што, например, кога ќе ги прашаш луѓето, и мало дете да го прашаме, да бидеме реални, да им кажат да ги прашаме било кој, вака да правиме анкета на улица, би сакале ли да бидете богати? Ќе ви речат, да, ти да не си будала, што ме прашуваш такво нешто. Меѓутоа, длабоко во нив постојат стравовите. Стравот од неуспех или стравот од Хараф во книгата се обидува да покаже дека луѓето во нивните шкафови, шкафот му е метафора или символ за умот, имаат различни перцепции што би се случило кога би станале богати. Тоа е исто како сега да си седам, си замислам, што би било кад би било. Што би било кога во моментов би имала, ајде, не знам ако богати се смета одредена милионска сума, нема да ставам точна бројка, да бидам едноставно богата, се чувствувам богата. Што би правела? Луѓето добиваат тоа страв од самата помисла. Затоа рековме психологија на парите. Се плашат, викаат, па што ако јас дојдам до тоа ниво и после ги изгубам сите пари? Па ќе бидам тотален неуспех. После другарите, фамилијата ќе речат, па тој е, ајде да не речем лузер, губитник, така? Или не знам, па што ми вреди тоа, не знам ако додека се обидувам, го изгубам здравието. И безброј, значи се наредени безброј такви изговори или оправдувања, да кажеме, што луѓето сами себе си ги даваат. Зошто? Да не го направат тоа. Пак доаѓаме до тоа дека тие се сите негативни размислувања во однос дека не можеш да се издигнеш. Например, ако сакаш позитивно да размислуваш, повеќе ќе речеш јас можам и ќе постигнам. Знаеш како, јас од една страна го разбирам тој начин на размислување и тој пристав нели спрема парите или спрема богатството.
И тој би го нарекла лимитирачки мајндсет или начин на размислување кој што поставува граници. Стравовите се длабоко вкоренети во нас и тие носат корени од детството. Не сме ние свесни за нашите стравови. Еве на пример ќе дадам пластичен пример за инвестирање во акции. Ние се плашиме да инвестираме во акции заради тоа што на дедо ми пример се случило да пропадне фирмата во која што он инвестирал акции. Сега јас тој страв го носам подсвесно во себе. Така што јас би рекла дека ги разбирам луѓето кои што се плашат заради тоа што тие 90% од времето не се свесни за тоа. И ми се допаѓа што постојат вакви книги што не освестуваат дека не треба да се плашиме, дека треба да превземеме чекор, да бидеме храбри и тој ограничен начин на размислување ни помагаат да го поместиме еден чекор понапред. И како што кажав, подобро еден чекор понапред, меѓутоа да биде позитивно и успешно, него ли јас да размислувам и да проектирам 10 чекори понапред, а да немам никаков резултат. Јас сега имам едно прашање, еве и двете ќе дадете мислење. Што би било ако, на пример, богатите луѓе дојдат до момент каде што изгубат се што имаат и што понатака? Тука застануваат? Какво мислење они имаат? Тука застануваат или продолжуваат повторно од нула, стигнале до нула и пак продолжуваат? Па тука и Харф неколку пати го напоменав авторот во самата книга каде што објаснува, односно преку различни примери, безброј примери, кажува, ги објаснува разликите помеѓу едниот и другиот мајндсет. Едно од клучните работи што ги напоминува е дека вика богатите знаат дека сами си го одредуваат животот, знаат кои се правилата на игра, буквално така го има кажано, и вика и да се случи да изгубат се што имаат, повторно за дали пократок, подолг временски период, ќе го вратат тоа, затоа што ги имаат знаењата, едноставно ги имаат правилата на игра. Харт тврди дека зошто вика да се измислува топла вода, кога веќе топлата вода е измислена. Вика, среќни се богатите луѓе, исполнети, успешни луѓе, дека веќе некој пред нив го створил тоа. Направил, затоа што сега ти патокас многу е полесно ако, пример, во снег, ако некој веќе газел пред тебе, ти имаш стапките да ги следиш по него, не треба ти да се мачиш. Така да, пак ќе кажеме, тоа е еден мајндсет и исто тука би го додала еден дел што многу исто ми се допаѓаше во книгата. Вика, многу луѓе велат, па јас постојано се трудам. Цело време се трудам, се унапредувам, се мачам, работам многу, пак не ми успева. И онака, како во смисла како да си удираат главата во зид, а пак не ми успева. Сега Харф поставува многу интересни прашања. И јас ќе ви ги поставам и на вас тука, драги дами. Дали може само да дадам одговор на прашањето кое што беше претходно поставено? Може, секако. Јас горе-доле го имам истото мислење како Марија во однос на твоето прашање. Меѓутоа тука би додала дека пак е тоа нешто што е индивидуално. Зависи од личност до личност и зависи човекот на кој начин станал богат. Доколку станал на брз начин богат, добил лото преку ноќ или ја продал куќата на татко му што ја наследил, во тој случај сметам дека не може да го постигне тоа, бидејќи тоа не бил негов труд. Тоа било нешто што он го добил на брз начин и брз рецепт, а тоа долготрајно не би имало добар резултат. Меѓутоа, доколку некој човек со сопствен труд, со сопствено знаење и сопствена волја и акција има постигнато нешто, тој да го изгуби, може да дојде пак до истото, затоа што ако еднаш постигнам една цел, можам и втор пат да ја постигнам, и трети, 10 пат, бидејќи јас го знам начинот како да стигнам до таа цел. Тајниот рецепт. Исто како што е и со градење на тело. Сега знам дека многу правам паралел измеѓу фитнес и богатство, меѓутоа некако така ми лежат темите. Ако јас знам да изградам добро тело еднаш и втор пат малце се запуштам и нели покачам некој килограм или ослабам нагло, јас повторно ќе знам да стигнам до тоа. Така што сметам дека многу е битен начинот на кој што личноста има дојдено до одреден степен на богатство. Ајде јас сега да ве прашам со малку по-загатливи прашања. Спремни сме. Треба да влечам ливче или вака е? Не, јас ќе ви ги поставам. Добро.
Да биде подраматично или да не биде толку драматично? Па како сметаш дека е Да, поинтересно? вака. Значи, дали сте спремни да работите 16 часа на ден? Спремни сме. Да. Богатите луѓе се спремни. Па и ние. Дали Од каде тоа дека ние не сме богати? Дали сте спремни да работите 7 дена во неделата и да ги пропуштате викендите? Веќе го правам тоа. Работиме на тоа. Тоа е добро, затоа што богатите луѓе се спремни. Дали сте спремни да жртвувате дел од вашето слободно време? Дел од времето што го поминувате со вашите пријатели, фамилија, за да работите повеќе кон остварување на вашите цели, кои што ќе ве донесат до повисоки финансии? Да. Спремни сме. Богатите Дека луѓе се едногласно. спремни. Значи дека Имаме тестот ви е положен. предиспозиции. положивме. Стави таму 100 поени, пошто на сите одговоривме со позитивно. Да, 10 од 10. Јас исто ви кажала тука еден многу интересен термин, никогаш не поставувај лимит. Тоа се однесува буквално на се во животот, никогаш не поставувај граници до каде можеш да стигнеш. Нити во твојата кариера, нити во фитнес целите, пак почнам со фитнесот. фитнесот. Нити во тоа колку подобро можеш и поздраво да се храниш, нити па во финансиите, затоа што единствениот лимит е твојата сопствена имагинација, твојот сопствен начин на размислување и буквално не постои лимит кој што тебе може да те не да те сопре, да ги задоволи твоите потреби. Јас би рекла дека секогаш и секогаш се повеќе можеш. Само Апсолутно. да го посакаш. Јас пак би рекла не е само сакањето, туку многу повеќе е верувањето. Знаеш, сите ние би сакале, сите ние сакаме. Ама знаеш како викам јас? Карактерот не се мери во сакам, имам идеја, од утре ќе почнам, Никогаш нема да имам напишано на лист, не. Јас карактерот на луѓето, или својот карактер, го гледам по тоа каква е акцијата, дејството. Не по тоа јас што сакам, туку јас што правам. Затоа што тоа се две различни работи. Јас сега можам да кажам сакам да скијам, ама да седам дома и да гледам телевизија. Да гледаш Тоа се како две различни. скијата у некој. Да, скроз. Олимпијада да гледам во скијање. Јас ако отидам да скијам, јас ќе се утепам и тука ќе се откажеш. Јас тука сакам Да се надоврзам. Јас додадам. не се откажувам толку лесно. Јас, драги, би сакала да додадам. Дека, вика, сиромашните сакаат да бидат богати. Богатите знаат дека треба да бидат богати. Намерно вака по-драматично го потенцирав, заради тоа од сакањето до акцијата, односно правењето има, што би рекле народски, 100 авионски станици. Секогаш сакам така малку по-народски да се изразам, да бидам подобро разбрана. Мене ми се свијаат уствари народните поговорки. Затоа што има многу вистина во нив, колку и да звучи тоа сега клише, меѓутоа стварно има многу вистина во нив, затоа многу ми се свиѓа кога ги употребуваш. Да, Продолжи така. по пластично се доловуваат некои работи. Сакам само да не мислата да се навратам на она што реков со луѓето што викаат, ама јас пробував, ама јас вака така не успевав и затоа ве прашав тие прашања што и Харф на неговите на тие што ги учи, што е ментор, ги прашува и јас вас ве прашав, тука ги искористив неговите прашања и тој им вика никому не му е важно колку вие се трудите, така? Важно е, вика, дефиницијата на посветеноста е безрезервно да се жртвуваш. Значи, да нема лимит, баш како што кажа, максимално да го дадеш твојот труд. Само тогаш ќе ги постигнеш твоите максимуми. Исто тука би кажала јас дека трудењето или инвестирањето во одредена идеја да успее, пак е субјективна перцепција ради тоа што ја познавам луѓе лично кои што кажуваат, еве пример, нека биде апликација за работа на Upwork. Јас Upwork, инаку, за тие што не знаат, претпоставам дека сите знаат, меѓутоа доколку има некој од постарите генерации, онлайн платформа на која што постојат огласи за работа. Тие кажуваат, јас аплицирав и кога ќе ги прашаш, добро, на колку огласи аплицираше, па на 2.
како ти очекуваш да најдеш работа ако имаш аплицирано на 2 огласи? Тоа не А, е ништо. Тоа сакам да кажам дека трудењето или инвестирањето време во одредена идеја е индивидуална работа и најчесто луѓето се обесхрабруваат после многу малку обиди. Тие не се трудат да инвестираат доволно време, баш како што кажа нели 16 часа. Сега нормално има нели луѓе со фамилии што имаат мали деци, не секој може да даде 16 сати, меѓутоа 8 може, 9 може да работи во сабота, место сабота и недела да ги одмори. Како 2 дена нели да земе слободни. Така што сметам дека Тука викендите сакаш да кажеш дека ќе ги искористиш за работа. Па зошто да не, ако знам дека за 2 години ќе имам примерно место да немам слободен ден, ќе имам само 3 работни дена. Зборувам нели на долго како гледаме. Сакам да кажам дека и трудењето е на некој вид на индивидуална перцепција. И луѓето треба малце да ги поместат границите и лимитите во однос на повеќе треба да се трудам. И не треба да се разочаруваат и да прекинуваат, туку да изанализираат каде сгрешиле, да не ја повторат истата грешка и да си кажат во ред, работев пример 6 сати, ова не носи резултат, сега ќе работам 8, а не јас сега ќе се откажам. Тоа мислам дека е клучно. Да, и тука мислам дека и доволно навлеговме, ајде да кажам, во тој money mindset што цело време сакаме да го кажуваме. Мислам да го кажуваме, да го дискутираме и секој што отварат нови перцепции, нови, како да кажам, нови точки за дискусија. Би сакала да споменам исто е многу важна ставка од книгата. Малку ајде да речам нешто постручно, а тоа е нето вредноста. Харп вели дека богатите и сиромашните прават една клучна, круцијална грешка, односно дека помеѓу богатите и сиромашните тука лежи ајде зајакот не е баш соодветен термин, разликата ајде да се изразам. Во смисла вика сиромашните се осврнуваат и само гледаат заработката, а не нето вредноста. Сега, што е нето вредноста? Нето вредноста е буквално се она што ние поседуваме. Од месечна, од заработка, до сите наши инвестиции во форма на акции, обврзници, веќе претходно објаснувавме за финансиските инструменти, недвижности, значи се она нешто поседуваме, од земеност, она нешто должиме. Тоа е нашата нето вредност. Сега, нето вредноста, вика, има, односно се фактори, 4 нето фактори ги кажува. И вика тоа е заработката, приходите, односно тоа се приходите, заштедите, инвестициите и упросечувањето. Заработката, односно приходите, доаѓаат во форма на приходи активни, односно приходите кои што ни се од нашата активна работа, која што го бара нашето време, нашиот труд, нели за да ги заработиме, да заработиме нашата заработувачка, ајде како и да звучеше ова, и пасивните приходи. Меѓутоа тоа што и да ни го дискутиравме дека важни се нормално приходите, односно активната заработувачка, затоа што таа ни е базата од која што може да дојдеме до останатите фактори од нето вредноста. Исто така, многу ми се допаѓа моментот каде што се напоменува дека раководењето со парите е многу побитно од сумата на самите пари. Тоа значи дека ние и да имаме висока сума на пари, и да имаме мала сума на пари, доколку не знаеме како да ги распределиме истите и доколку не знаеме како да раководиме со истите, тогаш ќе имаме негативен резултат. Сумата на пари не е еквивалентна со начинот на раководење. И па еве, ако се навратам на нето фактурите за нето вредноста, еден од факторите, како што кажав, е упросточувањето. Тоа што значи? Значи дека треба да си ги упросечиш, да си ги упростиш животните навики, во смисла, вели, кога ќе си ги се навикнеш да живееш со помалку од тоа што го заработуваш, ќе ги зголемиш твоите заштеди. Кога ќе ги зголемиш твоите заштеди, ќе имаш поголема база, односно поголем куп на пари, кои што ќе може да ти бидат наменети за инвестирање. И вели, богатите ги остават парите да работат за нив. Работат нормално, мораш. Одреден кога сме работоспособни, треба што е можно повеќе да заработуваме, за да заштедуваме, а потоа богатите ги инвестираат своите пари, за да после одреден временски период не мора да работат
за тие пари, туку да ги добиваат од пасивните приходи што веќе претходно ги кажав. А сиромашните вели од што се насочуваат само кон заработувачката, како само еден фактор од нето вредноста, доаѓаат до непостоечка или многу ниска нето вредност и се принудени да константно цел живот заработуваат, затоа што не ги оставаат парите да работат за нив, односно не инвестираат. Односно немаат нели пасивни приходи кои што ќе работат буквално. Пасивни приходи би значило пари да правиш пари додека спиеш. Тука може веќе чувствам дека навлеговме во сферата каде што Харф објаснува за сметките. Па би почнала дека, односно Харф вели, доколку ги следите овие принципи, односно ако своите односно ако својата месечна заработувачка си ја поделите на неколку сметки. Јас ќе почнам со првата, да не знам дека ти сакаш да кажеш за таа за задоволствата. Сметка. Харф вели Ова погрешно може да биде сватено, ама добро. каде што ќе зборуваш за сакањето да Не, трошиш. јас многу добро разбрав ти што сакаш да кажеш. Се зезам нормално, да биде малце нели интересно, да отскокнеме од сериозноста. Да победеме малце нели хумор. Тотално. Продолжите, молам. Харф вели есенцијално, мислам дека тоа веќе во секоја книга и како и во Најбогатиот човек во Вавилон, и ние цело време тоа го зборуваме дека мора да се мисли пред се долгорочно, да се планира долгорочно, во смисла да си имате една сметка, мислам дека на златно правило, вистина. Дека на златно правило со 10% веќе сите го запамтија. Дека треба 10% од вашиот месечен, од вашата месечна заработувачка да ставате во таа сметка, која што ќе ви ја донесе на долг рок финансиската слобода. Пластичен пример. Директно сакаме примери. Тоа е, отварам план во инвестициски фонд за 10-15 години, каде што секој месец 10 до 15% од мојата месечна заработувачка, ја прво ја заштедувам од мојата заработувачка, па ја вложувам и на долг рок ми ја носи финансиската слобода. Сега кога сме кај задоволствата, Кај сметката за кај задоволство. сметката за задоволства, јас најпластичен пример можам да дадам од себе. Значи, исто многу голема улога има моментот на финансиска писменост. Колку си повеќе финансиски писмен, толку повеќе можеш да одолееш на некои одредени нели финансиски искушенија и предизвици, јас би ги нарекла. Пак доаѓаме тука до моментот на трошење на парите од емотивен аспект. Поради тоа што, еве да кажеме, јас поминувам сега низ ГТЦ и гледам некој патики, сако или било што мене ми се допаѓа, посебно ако има попуст, толку е готово, значи влегувам без размислување. Ти рече дека се онлайн пазаруваш. Јас зборувам сега и друг пластичен пример. Јас со онлайн, види, јас во однос на онлайн апликациите предходната епизода си кажав што имав да кажам, сега да го кажам другиот дел. Сега накаде ме шетајки па загледуваш Не, ми се како случува. Шетајки. Не, ми се случува. Значи постои тој дел. Да. Сега да го откриеме тој дел, што беше скриен. Шала на страна. И посебно ако има попуст, толку е, значи влегувам во продавницата. Меѓутоа, ова се све сценарија што ми се случувале порано. Значи пред неколку години кога не сум била доволно едуцирана во оваа област. Не стои за џабе со огромни букви попуст, тоа е со намера. Сега да ти го замати умот. Јас како но постапувам? паричникот. Јас како постапувам? Ја последниве оставаш дома дебитната картичка. Јас останувам дома. Не се зезам. Вака. Јас како функционирам, што мислам дека би помогнало на луѓето кои што го имаат истиот проблем како мене или сличен проблем. Не можам да го наречам како проблем, ама не можам да најдам сега соодветен термин кој што би Мана. Не мана, добро. Не е битно сега. Во секој случај е склоп на активност, која што е негативна за нашите финансии. Јас вака постапувам. Нели, тие што ми се редовни као задоволства, сега не знам дали тренингот би дошло тука, ама и веќе дојде, тие се некои што ми се мене фиксни и што едноставно мора да едноставно мора. Затоа што тоа е за здравје, тоа е за здравје, да. Меѓутоа ајде ќе го кажам на таков начин затоа што многу луѓе го исто одат на тренинг од задоволство.
Може така да се свати да се издефинира, за тоа го спомнав. Меѓутоа, тоа се некои фиксни работи што едноставно се случуваат. Сега што правиме со моментот на сакам ново сако, сакам нова кошула, сакам нови патики. Не можеме ние максимално да се лишиме од тези задоволства. Ние можеме да ги распределиме. Овој месец ќе купам патики, другиот месец ќе купам сако. Следниот месец ќе купам фармерки или патувања. Овој месец нема да отидам ја на 3 патувања на 3 викенди, ќе отидам на 1. Или ќе отидам на 2, нема да отидам на 5. Ќе отидам месецов еднаш на базен, нема да отидам 10 пати. Така да мислам дека лимитирањето во однос на нашите задоволства им ги прави задоволствата повозбудливи заради тоа што не се секојдневие, туку на некој начин функционираме ние луѓето во принцип на награда, значи јас правам нешто добро и се наградувам со тоа одредено задоволство што ќе биде, да речеме, ајде пливање. Или и исто така ни помага да задржиме, нели, поголема сума на пари, бидејќи нема да ги трошиме во еден месец, туку ќе ги трошиме, нели, концептуелно во повеќе месеци. Така да тоа е некој начин што јас го имам откриено, што функционира, мислам дека кај сите луѓе, бидејќи тука е малце поврзано со биологија, со неврологија, со моите милени науки. Шала на страна. Така да сметам дека тој концепт со награда и со лимит на задоволствата може многу да помогне во однос на финансиите, на селектирање и на заштедување. Па да, ама и тоа се прави на некој начин баланс. Не можеш само да се посветиш на штедење, затоа што ние постојано зборуваме дека луѓето не сакаат да штедат или имаат, ајде да кажам, некоја верзија кон штедењето. Следиш ќе ми се сија да ги штедам парите сега денес како ги потрошам сите. Да, ама има и тотално и друга крајност. Луѓе што премногу штедат, што не можат да најдат баланс. Значи, затоа велиме во финансиите клучно е балансот. Како јас би рекла и во животот, ама дефинитивно во финансиите е клучен балансот, затоа и Харп вели ставете си 10% за трошење и трошете ја таа сума на пари секој месец. Пример, еве Дани кој што кажа, во месецот сакам да си купам сако, не знам, зелено. Иако можеби зеленото сако нема да ми заврши. Дани дозволено ти е. Можеби нема да ми заврши кој знае каква, нели, потреба, меѓутоа мене лично ми е задоволство и јас тоа ќе го направам. Заради тоа што јас ќе си ја дадам таа сатисфакција на себе си. Затоа што јас сутра повеќе ќе сакам да штедам и да инвестирам ако тоа задоволство си го направам сега. Апсолутно, бидејќи луѓето функционираат по принцип на награда и на казна. Едноставно, ако јас себе си се наградам за тоа што сум заштедила, ќе сакам пак да штедам, меѓутоа ако јас воопшто не се наградувам, јас ќе добиам аверзија спрема штедењето, бидејќи ќе го доживеам тоа како нездрава дисциплина. Ќе го доживеам тоа како со сила, како јас сега морам, не треба ние да си ставаме. Мора да тргнеш одредена сума. Види, начинот на кој што ние го перцепираме штедењето е одговорот дали ние ќе бидеме добри во тоа или ќе бидеме лоши во тоа. Зошто е тоа така? Ако јас си поставам во главата начин на размислување спрема штедењето, јас морам да штедам, во тој случај јас нема да сакам да штедам затоа што ќе го доживам како нешто со стила што треба да го правам. Сега морам да го правам ова. Не, јас сакам да штедам. И на тоа ако си надоврзам терминологија, сакам да штедам за доброто за себе, за сопствената иднина, и плюс на тоа да додадам награда, пошто овој месец бев дисциплинирана со штедењето, сега ќе се почастам, не знам, патики, тогаш дополнително се мотивирам. Ние мораме константно да се мотивираме, бидејќи ние луѓето функционираме, нашата биологија, во основата на нашата биологија е мотивацијата. А ние мораме да најдеме начин како да се мотивираме. Па да, затоа и Харп вели имајте таква сметка. Другата сметка е онаа за основни, односно неопходни фиксни трошоци, за сметки, за купување на облека, во смисла фитнесот, да не го заборавиме. Да, чланарина месечна и така натака, значи се она што без кој што ние не би можеле да се замислиме да функционираме, не можеме да се замислиме да функционираме. Тоа се 50%. Се имаме 50% за основни работи, 10% за долгорочно финансиско инвестирање, односно штедење и 10% за овие ексклузивни задоволства кои што Дани веќе многу подетално ги објасни. На вас, почитувана Марија, ќе ви оставиме простор да објасните. И уште минус 10. Само да кажам, јас ве обожавам вас економистите, све со бројки и со проценти функционирате. Јас Дефинитивно. Јас бројките ми се како да кажам, како начин на
на изразување, кога би можела само со бројки да се изразува. Целосно. Ајде да видиме другите 20% каде одат. Ако имаме до сега, колку имавме? 50, 10, 70, Ти си со бројки. 50 и 20, 70. Ајде да видиме останатите каде одат. И уште минус 10, додаваме во донациите, тоа да не го забораваме, тие се мислам дека доколку имаш простор и можеш да си дозволиш, тоа е секогаш Пожелно. Пожелно и убаво е да се донира. И уште 10. За инвестирање. Уште 10 е за едукација. И уште едни 10 ни фалат, да не треба до 100 да стигнеме. Чекай, изброј ги како бе. Не, толку се. 10 вели за едукација, затоа што веќе не би се повторувала во како викаат на емисиите, во интерес на времето, не би се повторувале, влегов во како водителка моментално, а не би се повторувале затоа што едукацијата, затоа што едукацијата е клучна. Едукацијата е клуч, дефинитивно, и едукацијата е, викаат, најдобрата инвестиција, инвестицијата во самиот себе, тоа што нас ќе не донесе до нашата финансиска слобода, до нашата, ќе го поместиме нашиот финансиски термостат, ќе бидеме полни со знаење и вештини, е само едукацијата, ништо, мислам, е клучниот фактор. И другите 10% се вика за долгорочно трошење. Какво е тоа долгорочно трошење? Долгорочно трошење е дека Јас и онлайн апликациите. не, Дани, забрането е тоа сега. Се шалам. Да имам пасворд на телефонот, не смем да ги отварам. Се зезам. Да. Тука исто еден, зошто е ова испоред мене, јас сакам да го потенцирам. Луѓето мора да ги планирате некои одредени трошоци. Во смисла, еве, на пример, во книгата е ставено и тоа би го кажала, пример осигурување на колата, автоодговорност, нели? Јас знам дека треба, или ајде, наедноставно кажано, регистрирање на колата. Јас ако знам дека, пример, ајде се сме месец јануари, дека секој јануари мине ми стекува, нели, дека не една година, 12 месеци, дека ми доаѓа време да ја повторно да ја регистрирам, да го регистрирам мојот автомобил, така? Зошто јас да плаќам на рати? Зошто јас тие 12 месеци не си испланирам секој месец, пример ако ајде да речам 12-13.000 денари, така ставам нека просечна бројка, ми е мине сумата која што јас треба да платам за регистрирање на мојот автомобил, зошто да ги плаќам на рати? Ајде да си испланирам сега од овој јануари до следниот да си ги заштедам, односно си ги ставам на тоа купче на пари баш на миното на таа моја сметка, така? И јас кога ќе дојде следниот јануари 2025, се сме веќе 24-та, таза 2024-та, да, јас веднаш да имам во кеш, односно на картичка, да си ги да го подмирам тоа. Да имам исто така за ако мине автомобилот ми се расипе. Ако ми се расипе така, да не треба јас сега да чекам, тоа се случува, тоа е реално. Вака може би изгледа и смешни моите примери, меѓутоа се Не се воопшто смешни, многу се реални и многу се чести, бидејќи луѓето, не знам дали намерно, ненамерно, свесно или несвесно, ги забораваат тие работи. Они забораваат дека мене може ми се расписа телефонов. Така јас треба да бидам, и затоа служи оваа сметка или касичка, ајде како да наречеме. Посебно купче на пари каде што јас имам за такви вонредни ситуации. Не знам, ми се расипал, ајде да кажам, ајде нека не автомобилот, бојлерот дома. Секогаш кажам многу реални примери, ова се случува. Луѓето немаат, додека не земат платата на први во месецот или кога да ја земат, немаат пари да го поправат бојлерот, затоа што немаат такви навики за штедење, за трошење. Да имаат во ред колку чини мајсторот да се замени делот од бојлерот, да се купи нов, значи зависност од поправката, и веднаш тоа се заменува. Така прават богатите, извини, да не така прават богатите, односно финансиски едуцираните луѓе. Една многу моќна реченица би сакала да кажам сега, а тоа е или парите ќе ве контролираат вас, или вие ќе контролирате парите. И тоа мислам дека објаснува се. Едноставно е, доколку ние дозволиме да бидеме понесени од нашите емоции, од нашиот негативен пристап, тогаш парите ќе не контролираат нас. Меѓутоа, доколку ние не дозволиме нашите емоции да не понесат, имаме позитивен нацрт, финансиски, во тој случај ние ќе контролираме парите. Сега, бидејќи јас ја почнав епизодата,
Мислам дека би било добро да ја завршам, бидејќи мислам дека и доволно време зборуваме, сакаме да им оставиме простор на луѓето кои што не следат да Ги прочитаат. да Тоа прочитаат не е книгата. обавезно. А ние Да прочитаат, да ја прочитаат книгата. Сега ние намерно кога ја дискутиравме книгава, не сакавме премногу да навлегуваме во детали од книгата заради тоа што сметаме дека не треба. Тоа исто како филм кој ќе го изгледаш и ако го раскажеш филмот, другото личност нема да сака да го прочита филмот. Сега ми го е, кажеш да. што има јас да го гледам. ние па. повеќе кажуваме наши ставови и гледишта во однос на книгата и Тотално. користиме некои терминологии кои што сметаме дека се клучни и за кои би сакале нели да дискутираме и да ви ја доближиме книгата. Па јас извини да некој те прекинав, јас баш кога почнавме со дискутирање за бук клабот нашиот, реков дека секој книгата си ја зависно од времето кога ќе ја читаш книгата, периодот во животот кој ќе ја читаш и на кој левел, односно на кој ниво си во тој момент различно ќе испрецепираш и ќе сватиш книгата. Јас кога ја читав, извадив едни поенти од книгата, ти извади пак не беа слични поентите, меѓутоа и да се исти поентите, различни перцепции, ти исто тотално други и тоа е убавината. Затоа што сите доаѓаме до горе-доле слични, меѓутоа не се идентични, така да треба секој да си ја прочита книгата, да ги извади клучните поенти што нему му се важни и едноставно да најде начин како книгата ќе допре до него. Тоа е на некој начин кој ќе размислиме нашата порака која би ја да. дале до нашите гледачи. Ви благодариме за вниманието и за трпението. Доколку ви се свиѓа, ви се допаѓа ваквиот вид на контент, би ве замолиле да ставите лайк и сабскрайб на нашиот канал за да не поддржите во нашата мисија на финансиска писменост. Дури и јас, извини Дани, само сакам, како што реков јас на почетокот на епизодава, дека започнав со оваа мисла, би сакала да ги поздравиме нашите гледачи, оние кои што не пратат, дека ако сакате да се збогатите, размислувате како богатите и сте на чекор до вашето богатство. И се гледаме во следната недела во 19 часот.